ние помладите не ги знаеме, не ги памтиме, зашто не сме биле дел од 60-тите години на 20-тиот век, на минатиот век, но има тука луѓе кои поминали низ тој период и познати се како револуционерни години, години во кои што имало студентски протести, демонстрации низ Европа, па разни движења како потака анархични, па хипи движењата се од тој период. Многу бунт има во тој период. Еден од слоганите кои се појавиле, освен секс, дрога, рок-н-рол, бил и Исус да, но црква не. Тој слоган се појавил најмногу во Америка, како некаква реакција на луѓето против нештата кои се случувале во црквите. Имено, голем дел од црквите поради долги години на традиционализам, на формализам, номинализам, станале неинтересни за, па и разните скандали, станале неинтересни за луѓето и луѓето почнале да зборуваат, да велат, да, ние го сакаме Исус, дури и хипиците го сакале Исус, но не ја сакаме црквата, зашто има многу лицемерие во неа. И тогаш се многу луѓе излегуваат од црквите и почнуваат да формираат некакви независни, надвор од деноминациите, црковни заедништва, надвор од црковните згради. Бидејќи црковната зграда била поистоветувана со самата институција, со самата деноминација. И тој слоган Исус да, но црквата не, многу би одговарал за една црква во 50-тите години, но не во минатиот век, 20 век, но 50-тите години на првиот век. Една црква која била истака полна со проблеми и Павле на едно место вели дека таков грев толерирале во црквата што дури луѓето во светот би останале вџашени од таков грев. Станува збор за црквата во Коринт. Една проблематична црква, но самото послание, иако е напишено до таква црква, е полно со надеж. И ако можеме некако да ги насловиме првите 9 стиха кои ги прочитавме, тоа е дека има надеж. Никој не е безнадежно изгубен. Дури верниците до кои што пишува апостол Павле во таа црква. Има надеж. Има надеж за секого. Прво убаво е, пред да поминеме на овие неколку стихови, и јас се надам дека во изучувањето на оваа послание Бог ќе ни каже многу нешта, ќе можеме да научиме многу нешта, бидејќи тоа послание е актуелно за сите времена, актуелно и денес. Проблемите кои постоеле во црквата во Коринт, постојат и денес во современите цркви. Интересно е самото основање на црквата во Коринт. Црквата е создадена некаде почетокот на 50-тите години, за време на второто мисионерско патување на апостол Павле. На картата може да видите кај се наоѓа Коринт. Тоа е во римската провинција Ахаја, која го опфаќа цела Грција, тогашна Грција. Апостол Павле на второто мисионерско патување прво тргнува да ги обиколува, да ги посетува црквите кои се основани на првото патување, црквите во Галатија, и неговата намера да тргне на север кон Витинија. Светиот Дух го попречува, му затвора вратата и на сон добива, она видение, му се појавува македонец и го насочува кон Македонија. 16 глава е опишено неговото патување во Македонија и дел од 17 црквите во Филипи, ги основа црквите во Филипи, Солун и Берија, и се насочува 17-18 глава на југ кон Грција или тогашна Ахаја. Прво кратко време се задржува во Атина и веќе во 18 глава почетните стихови гледаме дека оди во Коринт. Градот Коринт. Таму се среќава, или службата во Коринт ја почнува заедно со Акила и Прискила, еден брачен пар кои побегнале поради гонење од Рим и дошле во
во Коринт. Акила и Прескила биле занаетчии, произведувачи на шатори, и апостол Павле се вклучува во нивниот занает и заедно работат и заедно служат. Како повече, апостол Павле прво отишол во синагогата таму да проповеда. Набрку неговата служба била зајакната со учеството на Сила и Тимотеј. Сила и Тимотеј останале малку подолго во македонските цркви. Апостол Павле сам дошол прво во Атина и во Коринт, за да по известно време дојдат и Сила и Тимотеј и тие се придружуваат во неговата служба. Исто така пишува во почетните стихови на 80 глава дека донеле помош од македонските цркви. И му е пределена Павле, така да тој можел сега да служи уште по-посветено, без да се занимава со произведувањето на шатори. Има во тој контекст една интересна анекдота за време на оние големи евангелизации што Били Греем ги организираше 90-тите години, и грчка делегација отишла да се буни кај него, бидејќи имало кабина на која што пишувало македонски јазик, тоест кабина во која што македонци преведувале на македонски јазик неговите евангелизации за Македонија. И кога грците дошле таму да бараат тргнување на таа кабина и таа табла, Били Греем рекол, им отворил 17-18 глава, од делата им кажал, па гледате апостол Павле, од Македонија отиде во Грција и црквите во Грција ги основа со финансиска помош на македонските цркви. И вие сега сакате да ја тргнете македонската кабина за преведување. И тогаш се отешло делегацијата. Така, тоа опишено на повеќе места, вклучително и 17-18 глава на Дела на апостолите. Како повеќе, неговата служба во синагогата не можела да трае многу долго, бидејќи евреите се побуниле и апостол Павле напуштил таа служба, се преместил во домот на Титиј Јуст, кој дом бил веднаш до синагогата. Тоа била првата, така да кажеме, заедница во Коринт. Во домот на Титиј Јуст се преместила базата, тоа е централата на служењето на апостол Павле. Интересно и сака во делата на апостолите може да видиме дека Кристп, началникот на синагогата и неговото семејство исто поверувале и станале дел од првата црква, првото заедништво во Коринт. И многу други, пишува луѓе, исто така поверувале и биле крстени. И сето тоа го охрабрило, сите тие работи го охрабриле апостолот и вклучително едно видение кој тој го добил, тоа е Светиот Дух, Бог му зборел дека многу уште души има кои ќе се спасат во Коринт и поради таа причина Павле решил да остане подолго време и едно од најдолгите служења, освен во Ефес, ги има во Коринт. Цели 18 месеци останува таму да ја гради црквата. Еден друг исто така случај, модел во прилог. Управник, римски управник во таа провинција бил Галион, човек кој не бил многу наклонет кон евреите, па кога евреите кои секогаш организирале кревале обвинување и организирале бунтови против служењето на апостол Павле, тоа го направиле и во тој град, во Коринт, отишле во канцеларијата на Галион да бараат протерување на Павле и укинување на неговата служба. Галион, кога разбрал дека сите обвиненија се однесуваат на религиозни теми, на некакви толкување на законот, на тоа што треба да се прави, како треба да се прави според Мојсеевиот закон, тој ги тргнал сите обвинувања, ги отворил и не само што ги отворил, туку буквално ги избркал евреите. И пише веднаш во продолжение дека пака други елини го фатиле новиот начелник на синагогата Состен и го претепале. Очигледно имале непријатели евреите кои искористиле таа позиција, тоа бркање од канцеларијата на римскиот управник и го претепале новиот управник Состен.
И ова е интересен настан кој подоцна или ќе го малку подобро ќе го протолкуваме. Но како и да е, целата таа клима и политичкиот, поволната политичка клима, т.е. наклонетоста на управникот Галион и големиот број на луѓе кои поверувале, придонеле, па и финансиската помош што ја добил од македонските цркви, придонеле тоа да остане малку подолго време, цели 18 месеци. После 18 месеци заминува на исток, оди во Ефес, таму го продолжува своето служење, останува подолго време во Ефес и добива информација дека вести дека се јавуваат проблеми во црквата во Коринт. Апостол Павле веднаш им пишува писмо за да ги насочи во тие проблеми, меѓутоа разбира дека тоа писмо не го постигнал ефектот. Тоа писмо што го напишал ние денес го немаме, не го знаеме, а тоа е прво писмо што го пишува до коринтијаните. Не постигнал ефект и затоа пишува уште едно писмо. Едно писмо во кое уште со, така да кажем, поостар тон ги адресира проблемите. Ние го читаме ова послание, тоа е првото послание што го имаме во нашите нови завети и гледам дека тонот и не е чак толку остар, но бил очевидно поостар од првото послание. Го пишува тоа писмо и дојва охрабрувачки вести дека некои нешто се подобриле, меѓутоа добива нови вести додека е во Троа, во Троада, дека уште повеќе се влошиле нештата во градот, тоест во црквата, тоест се појавила некоја групација во црквата, фракција, која го отфрлувале учењето на апостол Павле, неговото апостолство, апостолскиот авторитет. По таа причина Павле оди за кратко и ја посетува црквата. Сите овие нешта се извлекуваат од стихови во првото или второто послание до коринтијаните. Така да има препратки за сите овие нешта и ако еден ден излезе некоја книга, ќе може таму да ги најдете, сега да не ги читам овдека. Бидејќи сигурно нема да ги запомните. Значи тој за кратко ја посетува црквата, се враќа повторно во Ефес или Троада, зашто тој го менува местото на служењето и добива вести дека не се подобрила ситуацијата. И затоа пишува едно многу остро писмо, кој исто така го немаме. И тоа е трето писмо до коринтијаните, трето послание. Во Троада се среќава со Тит и таму разбира дека писмото имало ефект и фракцијата со водачот кој го отрекувале апостолскиот авторитет на Павле била избркана од црква. И Павле пишува ново писмо, второ во нашиот канон до коринтијаните или четврто поред, во кој што пишува уште едно послание на таа тема и големиот дел од тоа послание е апостолството или апостолскиот авторитет на Павле. И така се гради во тој контекст, со сите тие посланија некако се гради таа црква. И гледаме дека цело време апостолот имал проблеми, сериозни проблеми, и од това послание што го читаме, можеме исто така да заклучиме дека црквата е полна со проблеми. За да ги разбереме проблемите во градот, добро е да го видиме и самиот контекст во кој што таа црква служи, контекстот во кој екзистира црквата, или контекстот на самиот град Коринт. Коринт бил важен по многу нешта, посебно по неговата политичка и географска позиција. Имал важна политичка позиција, всушност Коринт бил главниот град на тогашна Грција. Главниот град на Грција. Во тој град императорот или Римската империја ја лоцирале својата администрација или управа за цела Грција, целата римска провинција Ахаја. Изборот на Коринт бил логичен, бидејќи самиот град бил сместен на добра географска позиција, имал добра географска положба, излез на море, се крстосувале многу патишта, сувоземни и морски,
и бил центар каде што се собирале бизнисмени, трговци од различни делови на светот. Таму во Коринт можело буквално да се купи се, да се најде се. Секој дека градот поради тоа привлекувал и најразлични учители, бидејќи бил мешавина од занаети и патници, многу луѓе, патувачки учители, филозофи, доаѓале овдека да разменуваат идеи, затоа Коринт бил познат како еден од најгорделивите филозофски центри во тоа време. И секаде каде што има трговци, патници, морнари, таму цвета и проституцијата, неморалот. И веројатно тоа била причината зашто градот како свој патрон и како најголем храм го посветиле на Афродита, богинјата на љубовта. Значи, еден голем храм во градот бил изграден во чест на Афродита. Дел од поклонението на Афродита вклучувало и сакрална или света, свештена проституција. И според некои информации од древноста, историски, околу храмот и во храмот постојано биле вклучени во служба, во работа, околу 1000 проститутки, кои постојано нуделе такви услуги. А во близина пак на храмот на Афродита бил изграден храмот на Аполон, кој пак бил центар на хомосексуализмот во градот. И тоа било дел од поклонението. Луѓето верувале дека на тој начин ќе ги умилостиват нивните патрони, богови, и тие ќе покажат милост кон градот, кон луѓето во градот. Така да неморалот светал во тој град и во древноста, во Ахаја, па и подалеку во Римската империја, постојал еден термин коринтијанство. И тој термин бил користен за неморал. Кога сакале да кажат неморал, тие велеле коринтијанство. А па кога сакале да навредат некого, му кажувале коринтијанин низаеден. Терминот коринтијанин служил како навредлив термин. А пак, кога оделе во било кој град, не само во Коринт, и барале проститутки, кажувале кај се коринтијанките, зашто тој термин станал вообичаен термин за користење во употреба за проститутка. Сето тоа кажува во каков контекст екзистирал градот, каков неморал. Апостол Павле посланието до римјаните го пишува од овој град, од Коринт. И во вториот дел на првата глава тој ги изредува гревовите во кои што живеат луѓето кои го отфрлиле откровението за Бог, она најприродно откровение што го има во созданието. И таму изредува секакви гревови. И веројатно нема било тешко на апостол Павле да го направи тој список на богат список на гревови, зашто доволно било да погледне надвор низ прозорецот или да прошета низ градот и тој можел буквално да го види во градот секој грев што бил изброен во посланието до римјаните. Така да кога пишал првата глава, тој имал богата инспирација да ја состави. Но на што е можеби најтрагично е што кога читаме ова послание гледаме дека голем бројот или голем дел од тие проблеми во градот се среќават и во црквата. Светот си нашол начин, пат како да влезе во црквата. Осквернатоста бил еден од сериозните проблеми во црквата. Исто така, на некој места може да видиме дека црквата имала, или членове од црквата, имале проблем со пијанството. Некои пак, на други места гледаме дека ја користеле благодатта за да се го оправдат својот неморал. Гледаме поделби, фракции во црквата. Најмалку 4 фракции можеме да видиме во овие две послания дека се опишани. Имало Аполосови, имало Павлови, имало Петрови, па имало дори и Христови. Градот бил познат филозофски центар, средиште каде што се среќавале најразлични учења, филозофски учења.
ако го велиме филозофски учења, мислиме пред се на гностички учења. Филозофите го познавале христијанството веќе во тоа време и се обидувале некако да влезат во христијанството, да вметнат своји идеи, убедувајќи ги и луѓето дека не е доволно Христовото учење, тоа треба да се збогати со други идеи. Треба да се збогати со други учења и така да стане целосно, да стане комплетно. Вие нема да бидете духовно ефективни ако не ги прифатите и учењата што ние ги шириме. Па и денеска, нели, има такви. Да, христијанството е добро, меѓутоа ние треба сега да му дадеме нешто од источните религии, од таму, од онаму, тогаш ќе бидеме поефективни. Ако го имаш само христијанството, во ред. Нема ништо лошо, меѓутоа ќе бидеш ограничен. Ако прифатиш и други техники, некои од други религии, тогаш ќе бидеш духовно помокен или поспособен. Такви нека слични идеи влегували во црквата во Коринт и луѓето се подлажувале и наместо да се обединат во единството на Евангелието, тие се делеле според учења на различни фракции. Ситуацијата во црквата во Коринт била, според она што го читаме, не многу добра, била лоша, непријатна. И сепак, од овие 9 стиха на почетокот, што ги прочитавме, ако внимателно нели слушаме, и овде ќе ги пакне, ќе ги погледнеме повторно, апостол Павле покажува оптимизам. Тој е многу позитивно расположен. И во молитвата, тоест во овој поздравен уводен дел, искажува благодарност. Тој е благодарен. Најмалку што би може да очекуваме, кога читаме нели послание, писмо до една таква црква, најмалку што може да очекуваме е благодарност. Некој да биде благодарен за таква црква. Како би можел да биде благодарен кога доаѓаат лажни учители кои го отфрлат авторитетот на апостол Павле. Голем дел од црквата во Коринт, дел од христијаните, велат тој не е вистински апостол, неговото учење не е вистинско. Има греф каков што од кој што биле шокирани дури и неверните луѓе во Коринт, може да си представите. Во еден момент, на едно место Павле вели, па вие трпите во вашата црква таков греф, кој дури и луѓето во градот, кој е познат како многу неморален град, дури и они се шокирани од таков греф. И сепак Павле благодари. Благодари за таква црква. Благодари за црквата во Коринт. Кога тој благодари, треба да има во предвид, дека тој благодари за она што Бог го прави во црквата во Коринт. Тој е благодарен за Божјото дело во Коринт. Бог многу направил во Коринт. Ние ќе видиме што се Бог направил во таа црква. Во еден момент тој вели дека е многу богата, ептен богата, пребогата црква. И уште една работа која е интересна во овој воведен дел, тој ги адресира проблемите на црквата. Меѓутоа тоа го прави не со што ви имате ваков проблем, туку така што им кажува каква е вистинската црква. Која е суштината или кои се карактеристиките на вистинската црква. И тој всушност кажувајќи каква е вистинската црква, зашто е повикана вистинската црква, го прави контрастот и може да се види нивната ситуација. Покажувајќи ја црквата, каква е избраната од Бог, зашто е повикана црквата, тој всушност укажува на проблемот на црквата во Коринт. И така ги поттикнува да се стремат кон вистинскиот повик кој го имат од Бог. И во првите 9 стиха тој повикува, го покажува повикот. Црквата е повикана од Бог за светост, што е противно од контрастот. Црквата во Коринт испаднала во неморал. А почетните стихови, самиот поздрав апостол Павле вклучува суштината на црквата. Таа е повикана за светост. Црквата е света. И во продолжение тој развива темата
со што ги охрабрува да се вратат на вистинскиот повик што Бог го има за црквата. Ајде ги видиме, нели, како тоа го прави многу добро апостол Павле. Како ги адресира проблемите, покажувајќи на вистинската суштина на црквата. А потоа од 11 стих тој веќе кажува кои се проблемите. Сушност, првите 9 стиха тој вели каква треба да биде црквата, а од 11 стих, 10 и 11 пак покажува а каква е црквата во Коринт. Прво, црквата е света, тоест одделена од Бог. Тоа се првите 3 стиха. Или Павле, по Божја воља, повикан. Што е повикан? А и светиите се повикани. Повикан апостол на Исус Христос и братот Состен. За ова малку накрајот ќе кажеме нешто. До црквата Божја во Коринт, до осветените во Христос Исус, повикани светии, заедно со сите оние кои на секое место го повикуваат името на нашиот Господ Исус Христос, нивни и наш. Да имате благодат и мир од Бога, нашиот Отец и Господ Исус Христос. Тоа е воведниот збор или поздравот. Тој пишува до црквата Божја во Коринт. И го употребува секако зборот еклесија, кој во наопшта смисла на зборот значи собрани или собир. Меѓутоа, во продолжение, апостол Павле вели каков собир е црквата. Црквата не е обичен собир, не е обично собрание. Црквата е специјално собрание. Меѓу нашето собрание овдека, овој наш собир, и собирот во парламентот има голема разлика. Зашто апостол Павле вели дека тоа е собрание на светии, на осветени, собрание на повикани луѓе. Како да пишува на до 2 адреси, како да има на почетокот. Едната адреса е црквата Божја, а втората адреса е осветените или повиканите, светиите. Тој како да пишува на 2 категории луѓе. Идејата е едното го објаснува другото. Осветените, користењето на тие термини, треба да покажат какво собрание е црквата. Собрание на какви луѓе е. Црквата е собрание на свети луѓе. Собрание на луѓе кои се повикани од Бог. Собрание на луѓе кои се одделени од Бог. Луѓето во црквата, верните во црквата, се собираат бидејќи се повикани на тој собир од Бог. И тоа е суштината или идејата на светоста или на зборот свет, свети или светец. Светците не се луѓе кои одамна умреле, па решиле луѓето, живите, да им додалат титула светец, бидејќи биле многу добри христијани. Не. Светец е секој оној кој е повикан од Бог, одделен од Бог и сега служи за служење на Бог, за Божја употреба. Светијата или повиканите во црква се луѓе кои се повикани од Бог, одделени од овој свет за Бог, одделени од Бог и само за Бог. Секој светија, и тоа е суштината, нели? Тоа го потенцира апостол Павле. Секој светија е повикан, одделен за Бог и секој кој е повикан, тој започнува да гради посебни односи со Бог. Односи кои не може да ги гради никако со светот. Како слично на бракот, кога мажот и жената ќе склучат завет, братичен завет, тие влегуваат, почнуваат да градат специјални односи во кои не може да влезе никој надвор од тој брак. Нити пак тие односи да ги споделува со некој надвор. Сето тоа би било грев. Така, светијата гради посебен однос со Бог и тој однос го гради само со Бог. Тој се посветува да живее за Бог, да живее со Бог и целиот живот го пренесува за Бог. Тоа е црквата. Црквата е собрание, собир на такви луѓе. Одделени, повикани, како што Павле вели, јас сум повикан апостол Христов, така вие сте повикани светии Христови, одделени за Бог.
И не само одделени за Бог, како тој ги вклучува и сите оние кои на секое место го повикуваат името на нашиот Господ Исус Христос, нивни и наш. Други зборови, тој сака да каже, вие сте повикани од Бог, одделени за Бог, му припаѓате на Бог, влегувате во посебен, специјален однос со Бог, но не само со Бог, току и сите останати повикани од Бог, кои на секое место го повикуваат или го слават името на нашиот Господ Исус Христос. Тоа значи дека секој светија влегува во посебен однос со Бог. И не само со Бог, туку и со останатите светии, во целиот свет, што го повикуваат Божето име. Со други зборови, кога ние го нарушуваме односот со Бог или грешиме кон Бог, ние грешиме и кон другите луѓе. И ние грешиме, тоест ги кршиме, кршиме верноста и кон останатите светии, останатите членови на Божјата црква или на тоа Божјо собрание. И тоа апостол Павле го потенцира овдека. Тие знаат дека Павле основал црква и во Ефес, и во Филипи, и во Солун. И вели, вие сте повикани од Бог. Вие сте повикани, одделени за Бог. Но во исто време, вие имате одговорност како црква да градите вистински правилен однос со Бог и спрема другите светии. Сите оние кои го повикуваат Божото име. Одговорноста не ви е само кон Бог. Вашата одговорност е и кон целото семејство христијанско на цркви, секаде каде што се повикува Божото име. Останатите христијани. Што е првото? Вие сте повикани за светост, за свет живот. Вие сте специјално собрание. Не сте вие како оние што се собираат во храмот на Афродита. Не сте како оние што се собираат на Ареопагот да спорат за филозофски проблеми. Не сте како Сенатот во Рим. Вие сте посебна заедница, посебно собрание. Избрани од Бог, повикани од Бог, одделени од Бог, за да му припаѓате на Бог. И станувате дел од едно широко семејство на христијани. Потоа, продолжува, и неговата благодарност. Вика, секогаш му благодарам на мојот Бог за вас, благодари за нив, тересна работа. Поради Божјата благодат што ви е вам дадена во Исус Христос, преку кого станавте богати во се, во секој слово и во секој знаење. Зашто се утврди во вас Христовото сведоштво така што не сте лишени од ниеден дар. Треба да имаме превед дека овие работи што ги пишува Павле во првите 3 стиха, овдека и понатаму, сето тоа тој го склопува на едно место, за да ги поттикне христијаните во Корин да се вратат на вистинската мисија, да се вратат на вистинскиот повик што го имат од Бог. И ги подсетува. Слушно, тој благодари, тој не благодари за сите неправилности што ги прават. Тој благодари на Бог за тоа што Бог правил во црквата. А што направил Бог? Тој изобилно ги благословил. И овдека користи една интересна фраза, ова поради богати во се, каде што вели. Богати во се, користи фразата еплоутистете, плутидзо, тоест во двата збора коренот, основата е плутос, значи богатство, или преведено, ако сакаме да ја преведеме таа фраза, на наш јазик би било богато богати. Не знам како да го преведеме. И тоа не е само богато, пребогато пребогати. Ние ако би го кажеле тоа, би било тавтологија, но тој израз го користи овде ка апостол Павле. Вие сте пребогато пребогати, со секакво знаење и слово. Бог ви го дал тоа знаење и тоа слово. Низмерно збогатување. Има еден термин плутократија. И велат денес дека светот бил управуван со неколку богати семејства, од неколку богати семејства, тоест плутократи. Неколку фамилии кои го управуваат целиот свет. Јас верувам дека Бог го управува целиот свет и ако ти управува, тоаш Бог управува преку нив. Но, ако говориме за плутократија, коринтијаните биле
вистински духовни плутократи. Немало побогати од нив во тој поглед. И Павле не негодува за тоа. Тој вели му благодарува на Бог што го направил тоа за вас. Што такви дарови ви дал Богото. И сето тоа, бидејќи били утврдени во Христовото сведоштво. И тоа е многу важно. Очигледно дека имало проблеми во црквата. И кажавме дека имало најразлични учители кои доаѓале и кои им нуделе нивни рецепти за тоа како да станат духовно и по-успешни. Павле им вели: вие сте богати, многу богати. И сето тоа е поради Божјата благодат, нели? И Христовото сведоштво или Евангелието. Вам ви се даде Евангелието. Вие сте утврдени во Евангелието, во Божјото Слово. И бидејќи сте утврдени во Евангелието и кога се покажа Божјата благодат, ви имате се што ви треба за духовен живот, за духовна служба, за духовен растеж. Ако го имате Евангелието, ако се утврдувате во Евангелието, имате и Божјата благодат и не ви треба ништо друго за духовен живот, за духовна служба. Да, во црквата имало проблеми. Коринтијаните утнале работата. Но причината не било во недостатокот на Словото. Причината не било во недостаток на благодат. Павле вели, изобилно се излија и благодат, и Словото ви се кажа. Ви се представи целото Слово и вие се утврдите во Словото. Така да, ги имате сите услови, сите предуслови за духовен растеж. И тоа повторно требало да послужи за црквата во Коринт, да се насочат кон тој духовен растеж. Се имате. Имате клима, имате благодат. Бог ви дал способности, се ви дал. И ако не растете, тогаш како би можел некој да ја побара вината или да ја лоцира вината во Бог? Имате се, посветете се. Потоа говори, ги подсетува на Христовото доаѓање. И вели, вие што го очекувате откровението на нашиот Господ Исус Христос. Вистинската црква, вистинската е света, повикана од Бог. Збогатена по благодат со Божите дарови, да расте, да служи. Вистинската црква живее во очекувањето на Христовото доаѓање. Ако очигледно тие луѓе заборавиле дека Христос доаѓа скоро. Ако го очекуваат Христос дека доаѓа, тогаш ќе се насочат кон свет и праведен живот. И затоа апостол Павле ги подсетува, вистинската црква живе во светлината на Христовото доаѓање. Вистинската црква го очекува Христос, а очекувањето на Христос не поттикнува да живееме посветен живот, свет живот, праведен живот. Затоа цела глава апостол Павле ќе посвети на крајот во 15-та глава. Ќе говори за таа тема и за таа тема тогаш ќе говориме. Здравиот Господ, не ако стигнеме до таму. Учењето за воскресението од мртвите и Христовото доаѓање. И она клучното, најважното, кој би требало најмногу да ги поттикне кон зрелост, кон светост. Верноста на Божјата благодат. Верноста на Бог. Вели, тој ќе ве утврди и до самиот крај, за да бидете безпрекорни во денот на нашиот Господ Исус Христос. Тој ќе направи така. Кога ќе дојде Христос, вие да се покажете безпрекорни пред Него. Без никаква мана, без никаков укор. Верен е Бог, кој ве повика во заедништво со Неговиот Син Исус Христос, нашиот Господ. На крајот Бог благодари за верноста на Бог. И една црква, вистинска црква, единствено смета на верноста на Бог. Единствено се потпира на верноста на Бог. Дека тој ќе го доврши она што го започна. Апостол Павле има во предвид неколку поенти, неколку факти. Бог ги повикал тие луѓе во Коринт. Бог ги изобилно ги благословил. Изобилно ги благословил со духовни дарови. Бог покажал многу кон тие луѓе. И сето тоа
за апостол Павле е причина да биде благодарен и да има надеж. Тоест, да биде оптимист кон тие луѓе. Дека делото што Бог го започнал, ќе го доврши, ќе го заврши. И затоа Павле не негодува за неговата служба. Тој 18 месеци бил во Коринт и слуша непријатни вести за самата црква. Тој не негодува, туку има причина за оптимизам и да биде благодарен. Тој знае дека Бог работи таму. Дека таа црква во Коринт не е црква на нека човечка, не е човечка институција. Тоа е собрание на избрани луѓе. Бог штом започнал таму нешто, Бог ќе работи и ќе действува. Тоа е оптимизмот на апостол Павле. И затоа тој е благодарен. Тој не е благодарен за нештата што ги прават коринтијаните. Тој никаде не благодари за самите коринтини во поздравниот. И тоа е еден од ретките посланија каде што отсуства некаква благодарност за самите нив. Например, го читате посланието до солунците. Тука правиме контраст меѓу македонци и грци. На почетку толку многу благодари за самите солунци. Вели, благодари за љубовта, за трудот и тоа големиот напор што го вложуваат, за евангелизирањето, преку нив се расширило Христовото евангелие надалеку, нивниот пример се чул. Овдека нема да најдете ништо пофално за коринтијаните. Но сепак апостол Павле го почнува посланието со благодарност. И тој е верен на она што го пишува на солунците, дека треба да бидеме благодарни во се. И тој дури ова ситуација има причина да благодари на почетокот. Благодарен за тоа што Бог прави и уверен е дека Бог ќе продолжи да прави. Она што го почнал, тој ќе го заврши. И сето тоа пак на крајот не би требало, тој не го пишува сите тие уверувања, таа сигурност што им ја дава. Овдека говори за сигурност. Сигурност во спасението. Тој тоа не го прави за да ги олабави коринтијаните и да кажете, а добро е, ќе продолжиме по стариот живот. Целта на овие подсетувања е да ги поттикне да се вратат на вистинската мисија, на вистинскиот повик. С други зборови, Павле им вели, толку многу Бог даде за вас. Толку е вер, вие се оддалечувате од вашите одговорности, меѓутоа Бог не ве остава. Бог продолжува да биде верен кон вас. И такви аргументи, како би оставиле човек рамнодушен. Бог ве благословува, ви дава и се грижи, и се труди, и останува верен. Како не би се вратили, како би продолжиле да го живеете и понатам тој живот. Тоа е целта, или тоа е поентата на овие стихови. И што може да кажеме овдека, така како заклучок? Црква која живее во екстремно неморална средина, градот Коринт, и црква која ги прави, тоест го прифаќа животот, стилот на живење на таа средина. И сепак има оптимизам. Оптимизам за Божјото дело во градот. Зашто Божјото дело не е човечко дело. Делото во Коринт е Божјо дело. Делото е во Божите раце, не е во човечките раце. И затоа Божјото дело ќе продолжи. Тој не поставува некакви сомнежи за искреноста, дали искрено поверувале или не поверувале. Тој смета дека треба да бидат подсетени коринтијаните на нивниот вистински повик, на искуството што го имале со Бог, што Бог направил за нив и на сигурноста што можат да имат во Бог. Тие се аргументите што ги користи за да ги мотивира тие да се вратат на вистинскиот пат. И така како некои лекции што можеме да видиме, да научиме, е во однос на оној стереотип што го градиме за идеалната новозаветна црква. И ние имаме евангелистите, протестантите, така еден слоган, велиме да се вратиме на новозаветната црква. Зошто? Зашто сметаме дека таа била идеална. Не е вистина.
Но нашиот идеал не треба да биде враќање кон новозаветната црква. Нашиот идеал треба да биде враќање кон новозаветното учење. Зашто новозаветната црква не ни дава многу добри примери. Проблемите на новозаветната црква се и денешни проблеми и обратно. Да, во првите неколку глави на книгата Делата на апостолите имаме идеални слики. Луѓето влегуваат во црквите, се споделуваат се, дават се пред нозите на апостолите, ама тоа трае до 4-та глава. Во 5-та глава гледаме како едно семејство е казнато со смрт, бидејќи го лажеше Светиот Дух, Ананија и Самфира. Не е тоа идеална ситуација. Во 6-та глава гледаме како црквата се дели на етничка основа. Еленизираните евреи се жалат дека нивните вдовици не се хранети така добро како останатите на оние истинските евреи. Сериозен проблем во црквата се јавува. И како што се шири Евангелието, гледаме дека има проблеми. Црквата во Коринт не само што не е совршена, идеална, не можеме да ја наречеме дури ни добра црква. Ами, ако ги разгледаме 7-те писма, што Господ Исус им ги упатува, 7-те пораки до црквите во Мала Азија, нема многу добри нешто што можеме да прочитаме таму. Вистината е дека совршена црква нема. И денес луѓето бараат совршена црква. Бараат и не можат да ја најдат. Зашто црквата се состои од несовршени луѓе. И не може да се најде. Немало таква црква и во времето кога апостол Павел служил. Ова црква е формирана од апостол Павле. 18 месеци служил во оваа црква. Не успел да направи совршена црква. И тоа значи дека сите посланија кои ги имаме, и ова послание, е актуелно за сите времења. Проблемите тогаш, што постоеле, постојат и денес. Решенијата што ги дал апостол Павле тогаш, се решение и за денес. Ништо не е демоде, ништо не е старо. Тоа е учењето за нас денеска. Не можеме, исто така, како една важна лекција, не можеме да бараме сигурност во самата црква од гревот. Црковните ѕидови не спасуваат од грев. Светот ќе си најде начин како да влезе, да ги помине тие црковни ѕидови, како што се случило во Коринт. Црквата е местото, всушност, каде што се конфронтира гревот. Црквата е место каде што се адресира, се покажува јасно гревот. Црквата е место каде што се посочува гревот и се тера кон покаяние и промена на животот. Црквата е местото каде што се поттикнуваат Божите луѓе да живеат поинаков живот. Тоа е вистината. И црквата не е стерилна соба во која нема вируси. Не. Црквата е болница. Болница во кој доаѓаат луѓето со своите проблеми и бараат лек, бараат решение. Тоа е вистината за Христовата црква. И она што може да го видиме најмногу од овој дел, од ова сигурно што ја дава на крајот на првите 10 стиха, првите 9 стиха, е надежта. Има надеж. Самиот поздравот, првата реченица во посланието, од кого е упатено тоа послание, ветува многу надеж. Тоа послание напишено или е така, да, по поздравот е адресирано од Павле, повикан за апостол, и вели мојот брат Состен. Можеби, сигурно, во вашиот живот има луѓе за кои мислите дека се безнадежно загубени. Тие не само што не веруваат, туку и се противници. Има такви. Може би родители, може би пријатели, не сакат да слушнат, дури и се така противници на Евангелието. И ќе си кажеш да за таков нема надеж. Тоа е загубен. Крај. Во поздравот
апостол Павле пишува, вклучува двајца кои биле безнадежно загубени. Павле не бил отсекогаш повикан апостол. Павле беше Савле, човекот кој ги бъркаш, ги гонеше христијаните. Тој одеше од град во град да ги фати христијаните и да ги затвори или да ги убие. Тоа беше апостол, тоа беше Савле. Тој поверува и стана апостол Павле. Бог го повика за апостолска служба. Тој стана не само христијанин, туку тој стана човекот кој го носеше Христовото Евангелие. Тоа значи апостол, пратеник на Бог. Тоа е првиот безнадежен случај. Состане вториот безнадежен случај. Го спомнавме на почетокот дека Крисп, началникот на синагогата во Коринт, поверувал и требало да се избере нов началник, нов управник на синагогата. И ако читате во делата на апостолите 18 глава, ќе видите дека следниот кој бил избран за началник бил Соспен. И веројатно во тој конфликт, во тој судир, кога Павле доаѓа во тој град, во Коринт, и почнува да проповеда, и има успех, и дури началникот на синагогата поверувал и станува дел од црквата во Коринт, во домот на Тити и Јуст, избираат нов началник. Што мислите? Кого избрале? Веднаш после тоа, кога Крисп станува христијанин, ти организираат делегација која оди кај римскиот наместник Галион да бараат протерување на Павле. Што мислите, кој е водел таа делегација? Началникот на синагогата. Зашто пише дека откако биле избркани од канцеларијата на римскиот управник, го фателе Соспен и го претепале елините. Го претепале. Соспен изел ќотек заради Павле. Биле противници, најсериозните противници на Божјото дело. И сега само 3-4 години, немало толку години, подоцна, Павле пишува писмо во кое што ги поздравува христијаните во Коринт во своје име и вели мојот брат. Тој него во поздравот не користи често таква титула. Овде во поздравот вели мојот брат Соспен. Може се представите? Соспен не е во Коринт сега. Сега Соспен е во Ефес. Таму отишол да служи заедно со Павле. Му станува соработник на Павле. Не знам, ако сме живееле во Коринт во тоа време и сме били дел од синагогата, или сме били христијани, можеби, и сме огледале Соспен, не знам дали некој од нас би имал надеж дека таков човек воопшто би можел да поверува. Исто така, ова послание ми дава надеж дека и христијани кои поради некои причини се оддалечили од стандардите на Словото, не можат пак да се вратат. Апостол Павле за самите коринтјани, кои биле соочени со поделби, во која што ситуацијата била безнадежна, не се обесхрабрува и говори за сигурноста во овие завршни стихови на првиот дел. Тие стихови, овие стихови се полни со надеж и увереност. Таа надеж не е заради луѓето во црквата, не е заради нивните обиди, напори. Такви немало во црквата. Не гледаме барем во посланието. Неговата надеж е во фактот дека Бог обезбедил се што е потребно за нивните духовни потреби. Неговата надеж е дека Бог ќе го заврши делото што го почнал. Тоа е неговата надеж. Тоа би требало да не охрабри да не се откажуваме. Да не се откажуваме од луѓе кои се во светот, со кои сме работеле, и во еден момент сме кажа тие се безнадежни случаеви, да не се откажуваме од оние луѓе кои биле во црква, а сега се оддалечиле. Не го кажувам ова за да
целата слика ние ќе ја градиме. Ќе ја градиме додека го изучуваме посланието до коринтијаните. Ова не е се што Павле пишува за коринтијаните. Но ако можеме да извлечеме некои заклучоци од почетокот, така Павле го пишува посланието. Кога оној што читал во црквата, застанал пред собранието, тој ги прочитал прво овие 9 стиха, во кој има многу надеж, во кој што има многу благодарност, во кој што има многу оптимизам. И целта, тоест поентата е да се охрабруваме, да не се откажуваме, зашто Божјата благодат е богата. Зашто Бог дава во изобилство, кога дава, тој дава во изобилство. Кога тој гради, гради. И неговото дело не пропаѓа туку така. Да работиме со оптимизам, да работиме со надеж. Може би и во нашиот живот имало, во нашиот личен христијански живот, моменти во кои сме се разочарувале. Павле го поставува фокусот во овие 10 стиха. Не на луѓето. Го поставува фокусот на делото на Бог. Го поставува фокусот на карактерот на Бог. На делото и карактерот на Господ Исус Христос, за да охрабри, да поттикне, да ги охрабри луѓето да се вратат на вистинскиот пат и да даде надеж. Ако имало надеж за Савле, ако имало надеж за Соспен, тогаш има надеж за другите. Тоа е пораката од овој дел. Господ да ни дава во тоа мудрост, да ја сватиме суштината на црквата. Ние сме повикани, одделени од Бог за светост. Ние сме дел од посебна заедница. Богато дарени од Бог со дарби. Во очекување на Христовото доаѓање и осигурани со Божјата верност. А сето тоа да ни даде сигурност да продолжиме по вистинскиот пат и да се бориме за оние кои се оддалечеле од тој пат, како што Павле се бори. Не го мрзело дури 4 посланија да им напише. Не се откажал до крај. Работел таму, вложил многу упор, многу усилби, до последен момент бил оптимист дека делото ќе продолжи и ќе заврши успешно. Дека неговиот труд не е напразен. Со тој оптимизам и ние да работиме.